Сме зборувале на оваа тема, меѓутоа заради тоа што е премногу важно, од преголема важност е, ќе одвоиме уште некоја сабота, би рекол, не знам колку, на оваа тема, ќе видиме зашто станува збор. Видовме денес, а и претходно, дека Навуходоносор во 2 наврати се обидел да делува на младите момчиња во Вавилон, вклучувајќи нели тука и Даниел, преку образовниот систем, сакал да ги претопи, значи, да станат и тие вавилонци, и преку денеска зборувавме за промена на нивните имиња. Но и во двата случаи не успеал. Фала на Бога, значи тие се држале доста цврсто. И оно што е интересно е што никаде не наоѓаме дека Даниел, или пак некој од овие другиве тројца, нешто протестираат или нешто се тревожат заради овие 2 први обида. Значи, некако не ги засегало толку многу што ете, ќе мораат 3 години да студираат таму на Вавилонскиот универзитет. И сега се постава прашањето зошто, веројатно според оној стих што еднаш го прочитавме во Пословици беше, дека кога детето ќе го научиш од мало, тоа ќе си го држи патот, го парафразирам. Значи. Тие биле добро научени, уште во своите семејства, добро биле запознаени со Господа, добро биле запознаени со неговите принципи, така да, јас такво искуство не сум имал, меѓутоа некој од вас, кои што сте израснати во верата, веројатно, кога сте оделе на овие световни училишта, сте можеле многу лесно да препознаете што е што. Поучени нормално во вистината претходно. Така да верувам дека оној кој што е добро втемелен на вистината, на Библијата, многу лесно може да препознае што е добро, а што е зло. Знаете, дека тоа е темелот на погрешното воспитување или едукација, дека таму е измешано доброто и злото. Ако вие сте добро подковани и сте запознаени со вистината, односно со доброто, тогаш многу лесно ќе го препознаете лагата, односно она што е зло. Видовме дека минатиот пат токму тоа погрешно воспитување потекнува уште од самиот старт. Значи, вистинското од дрвото на животот произлегува, а она другото од дрвото на спознание на доброто и злото. Каде што, како што читаше и брат Трајче, ѓаволот со суптилни лаги успел да ја излаже Ева, а подосна и Адам, мешајки добро и зло. И сега, кога станува збор за промена на името, видовме денеска дека на Даниел името му било променето во Валтазар, но тој не протестира ни на тоа, воопшто не е засегнат. Си знае кое му е името му е Даниел и точка. Какво сакаат нека му ставаат име, то воопшто не делува врз него. Иако промената на името било, мислам, видовме денеска, значи Даниел од Бог ми е судија, му променили името во Ваал, му е на помош, така беше во таа смисла. Неверојатно, значи нешто што било одвратно за него, меѓутоа тоа него тангира воопшто, не протестира. Се додека ќе дојде оној трет тест, кога Даниел и текако протестира и се зафатил да промени нешто. Се сеќавате, еднаш спомнавме околу тоа и кој зборувавме во еден малку поинаков правец. Дотвориме сега во Даниел, 1 глава, 5 стих. И да се подсетиме на овој трет обид. Значи, за време на тие 3 години на воспитување, 1 глава, 5 стих. Им било дадено и соодветна диета на овие избрани млади момчиња. Читаме 5 стих. Царот им одреди дневно следување од царските јадења и од виното од својот стол.
нека ги воспитуваат 3 години, а потоа ќе стојат пред царот. Значи, замислите си, воспитување на елитен универзитет во царството, светската империја тогашна, со најврвно јадење, царско јадење, од царската маса, и веројатно имало во изобилие. 8 стих го читаме. Но на Даниел тоа не му се допаднало. Гледаме, значи, во првите две ситуации не реагира, меѓутоа овде морал да реагира. Даниел одлучи во срцето, 8 стих, дека нема да се оскверни со царските јадења и со виното од неговиот стол, па го замоли дворскиот старешина да го поштеди, та да не се оскверни. И читам 11 и 12 стих, тогаш Даниел му рече на чуварот, кога старешината на придворниците им го беше одредил на Даниела, Ананија, Мисаила и Азарија. Те молам, обиди се со своите слуги 10 дни, тест, од 10 дни, нека ни даваат зеленчук за јадење и вода за пиење. Значи, веган диета. Тогаш ќе видиш какви ќе бидеме ние, а какви момчината кои јадат од царските јадења, па направи со своите слуги според она што ќе го видиш. Самиот за 10 дена ќе се увериш со други зборови, па потоа прави како ќе правиш. И знаеме кој бил исходот на ово. И сега се поставува прашањето зошто ваква е реакцијата на Даниел, зошто не реагира во првите две ситуации. Значи, 3 години на превоспитување, да кажеме така, во вавилонските школи. Меѓутоа тој е цврст, стои на вистината, знае која е вистината и не му е гале, не може тоа да допре до него. Му го променили името, видовме денеска, така не е битно името. Битен е карактерот, а тој покажува неверојатно цврст карактер. И секогаш понизен, секогаш спремен да го прослави Бога. Но сега, тука немал избор. Значи, знаете, друго е кога сте во некој световно школо, не знам, ве учат разноразни глупости и вие со умот одлучувате. Вие знаете вистината и како што велеше Даг Башарлов во една прилика, исто како кога јадеш лубеница, ги плукаш семките. Иако јас, кога јадам лубеница, не ни плукам. Јадам комплет се. Уште поздраво е како што знам да ги гризаш семките. Кај името знаеме, дека видовме и денеска дека воопшто не можело ништо да се промени кај неговиот карактер. Меѓутоа, кога имате маса пред себе, значи трпеза со разноразни јадења и со вино згора на тоа, тука Даниел морал да реагира. Значи, од ова се гледа дека апетитот не е темата, е неверојатно важен. Знаете, кога денеска луѓето би ги запрашале што е најважно, дали воспитувањето, дали промената на името или јадењето, тешко дека некој би рекол јадењето, дека им е најбитно, затоа што денеска луѓето јадат се и се што ќе им падне на рака. Океј, има некои посвесни и така натаму, од разноразни причини, па може би да избираат некоја различна храна, но може би ќе речат воспитувањето или промена на името, но за ова третото најтешко би се одлучиле, но сега прашањето е тоа, зашто Даниел сега реагира тука бурно на овој трет тест. Да се вратиме сега кај дрвото на спознание на доброто и злото, во Битие 3.6. Да поставиме едно начело, па ќе видиме понатаму по-конкретно, може и во некоја друга прилика. Да се подсетиме, Битие 3.6, што е ли стикот? Жената виде дека дрвото е добро за јадење, пријатно за очите и дрво пожелно за да се постане мудар. Набра од неговиот плод и го јаде. Му даде на својот маж, кој беше со неа, па и тој јадеше. Го спомнавме ова и го поврзавме овој дел на падот на Ева со еден друг стих во 1 Јованово 2.16. Може да отвориме таму, 1 Јованово 2.16. Не мора да очитаме стихот. Се спомнува она што е во светот
кое што не треба да биде дел од нас и се спомнуваат три работи, три аспекти. Походта на телото, походта на очите и гордоста на животот. Токму на овие три дела паднала Ева. Тоа го гледаме од стихот во Битие 3.6. Видела дека дрвото е добро за јадење. Поход на телото. Пријатно за очите. Поход на очите. Се што ќе видам, се сакам да е мое. Батко Ѓоргија. И вели, дрво пожелно за да се постане мудар, гордоста на животот. Кој не би сакал да биде помудар, кој не би сакал да заземе некоја повисока позиција. Меѓутоа, овие три заедно, ако ги собереме, можеме да ги наречеме со еден назив – апетит. Значи, кога станува збор за апетит, не станува збор само за јадење и за пиење. Туку вие може да имате апетит за разноразни нешта. Апетит за добри автомобили, апетит за било што. Сето тоа спаѓа во апетит. Еве како Ева, да бидеш како Бога, како што вели Луцифер тука, ќе бидете како Бога. Да бидеш нешто што не си, тоа е апетит. Апетит за висока положба. Апетит за да бидеш старешина во црква, да бидеш нешто. Ке се сетам на еден брат, ми е жал што вака често пати ќе го спомнам, меѓутоа беше стварно екстремен пример. Не од тука, мислам, воопшто. Кога ќе се гласаше, нели, имаше избори, Кутриот веројатно толку многу имаше желба да стане старешина на црквата, па на крајот ќе заврши со еден добиен глас и ќе се испоставеше дека тој самиот за себе гласал. И после ќе се налјути и не доаѓа во црква. Заради тоа што не гласал никој за него. Па, уште посмешен дел беше тој што моравме да идеме да му направиме интересно, да му правиме серенади, така да кажам, за да го убедиме да се врати назад во црква. За жал, има се и се што, и тоа е апетит, тоа ми беше зборот. Но, ќе се осврнеме повеќе на јадењето, затоа што знаете ли дека пресметано дека три работи кои што човекот најповеќе ги прави во својот живот се спиење, значи временски, колку троши од животот, во спиење, во јадење и во пиење. Ова првото е добро, ако трошите добар период од денот во спиење, 7 часа најмалку, тоа е и tekako добро и здраво. И јадењето не е, мислам, лошо, меѓутоа зависи што јадаме и дали сме умерени, можеме да се воздржуваме. Се што влегува во нас, дали преку устата или преку другите сетила во умот, мораме да се сложиме дека има влијание врз нас. Се, ама буквално се. Сега, еднаш го разгледувавме тоа, но повторно да видиме треба да видиме дали внесувањето на храната може да делува на нашата духовност, на нашиот ум. А добро знаеме дека умот и телото се поврзани. Јас попладнево сега не сакав толку многу да се задржувам на некои цитати, можеби во некоја идна прилика ја отворив книгата Совети за живот и исхрана. Немате, не знам, значи стигнав некаде поминав можеби првите 50-100 страни, истражувајќи го зборот апетит, и ја мислам дека најдов 100 ситуации каде што Елен Вајт го спомнува апетитот и тоа во различен контекст. И како тој делува буквално на сите аспекти од нашиот живот. Вели, ако не се зауздате во апетитот, пример сега кажувам неколку така парафразирани, не можете да бидете воздржливи, ќе бидете избувливи, ќе бидете склони на караници и така натаму. Апетитот и на тоа делува. На животинските страсти исто така. Че буквално опфатен е секој аспект од нашиот живот. Вели,
во една прилика дека не е можно христијанинот да постигне христијанско совршенство ако не се воздржува во апетитот. Не е можно. Има еден друг цитат кој што не знам сега дали беше од таму, но често пати знам да го цитирам и тоа парафразирам повторно. Ако не го победиме апетитот, тогаш нема да бидеме во можност да победиме било што друго. Но гледаме дека апетитот всушност опфаќа многу. Похота на телото, похота на очите, гордоста на животот. Се е тоа апетит. Дали храната може да делува на нашата духовност? Па хранливите материи што ги внесуваме одат до секоја наша клетка. Зарем не е така? И до клетките во нашиот мозок. Ако тука ги спомнеме сите нерви со кои што е поврзано нашето тело и нормално одат се до мозокот, тогаш само од тој аспект можеме да одговориме потврдно на ова прашање. И ако внесуваме нешто што би имало негативен ефект по нашето здравје и по нашиот ум, тогаш нормално е дека тоа би ја пореметило и нашата духовност, затоа што тука е центар на духовност. Во предниот резен, челниот резен од мозокот. Сега да видиме неколку стиха, интересни стиха, преку кои што ќе ни даде одговор и мудриот Соломон. Пословици 30 глава. Пословици 30 глава ќе читаме од 7 до 9. Интересен речник користи овде Соломон. Пословици 30 глава од 7 до 9. За две нешта те молам. Значи му се обраќа на Господа. Не откажувај ми ги, доека не умрам. Оддалече ги од мене суетата и лагата. Не ми давај ни сиромаштво, ни богатство. Значи средна класа, која што ја нема. Моментално. Храни ме со мојот насушен леп. Се ова, малку подобро преведено би, па може и добар да е преведот насушен леп. Значи она што ти е насушно, она што ти е неопходно. Бара од Господа да му го даде тоа што му е неопходно. Ни помалку, ни повеќе. Значи, храниме со доволно храна и со одветна храна, така можеме да се изразиме. И видите сега 9 стих. Значи, не ми давај ни сиромаштво, ни богатство, храниме со мојот насушен леп, затоа што од ова што може да произлезе. За да не се откажам од тебе, откако ќе се наситам, и да речам кој е Господ, или осиромашувајќи би крадел и би го онечистил името на својот Бог. Гледаме ли овде врска со духовноста, со она што го внесуваме во уста, значи храната и духовноста. Ако се наситам, значи ако, како што денеска проблемот во Македонија е, знаете, ја не знам, не сум слушнал во Македонија да умрел некој од глад. Не знам, може да има некои исклучици. Од јадење се умира во Македонија, тоа е точно. Че не сме ние некоја земја каде што еви, колку и да е, и се скромни платите така натаму, да нема што да се јаде овде. Па се сади секој парче од нашата земја, се по нешто има. Знам, во една прилика, сега скоро беше кога доаѓав со таксистот навака према Скопје, отворивме таков муавет. И се сложија самите луѓе, пензионери беа повеќето во колата, на тоа и ете ми се укажа прилика да малку повеќе проговорам на оваа тема. Значи, откако ќе се наситиш, ќе се прејадеш, не знаеш веќе што да јадеш, а тоа е проблем на денешницата, ќе заборавиш, ќе се откажеш од Господа, може да се откажеш од Господа и да речеш кој е Господ. Видите како тоа делува, знаете, ние велиме, па добро, не пием алкохол, знаеме дека е штетен. Да, ама што прави пријадувањето, што прави несоодветното јадење? Значи, не само пријадувањето, касно јадење, касно во ноќта, да речеме, станеме некојаш како вампири во еден час, и право на фрижидерот. Јас тоа, фала на Бога, немам таква навика, меѓутоа, ете, може да некој има. Или луѓето тоа го прават. И што мислите како ќе се свари таа храна, или, еве, ќе јадете и ќе му ја легнете? Повторно алкохол се ствара на некој начин, значи ние не пиеме алкохол, ама можеме да се опијаниме и тоа, и денес утре, и тоа ни преминува во навика, и зарем тоа не делува на нашиот ум.
Пословици 23, 1 до 3, повторно Соломон. Еден совет за ненаситниците, како што тој вели овде. Знаеме што е ненаситник. Кога ќе седнеш да јадеш со началник, внимавај добро што е пред тебе. Значи, некој од повисока класа, кога ќе седнеш, Даниел имал прилика да седне, да јаде од најпрестижниот универзитет, од царската храна. Ама одбил. Овде вели, кога ќе седнеш да јадеш со началник, внимавај добро што е пред тебе. Стави си нож под грлото ако си ненаситник. Ако имаш проблем со апетитот, нож под грлото да си ставиш. Не посакувај ги неговите сладки јадења, зашто се измамливи гозби. Не знам што тука можеме да коментираме. Значи, нож под грло. Тешко е ова. Јас не велам дека не е. Еве колку е сериозен проблемот со апетитот. Ова го гледаме преку овие стихови. Затоа и Навуходоносор се обидува преку храната да делува врз овие израелци. Од тие причини Даниел не сакал да се сложи да јаде од царската трпеза, која веројатно, како што кажав, изобилувала со најразновидна храна и чиста и нечиста и што ти се не. И нормално дури приложувана преди доли, затоа и вели не сака да се оскверни. А колку голема работа е апетитот, тоа можеме да го видиме и да го заклучиме на крајот со Матеј 4 глава. Дотвориме Матеј 4 глава. Што се случува во пустината? Исус, откако е крштеван, и Светиот Дух го води, понесен од Светиот Дух, оди во пустината, каде што... Значи, ова е неговиот подготвителен период за службата. Оди во пустината, 40 дена, не каснал ништо, не пил, не јадел, и се соочува со самиот Сатана. Ева, која што имала во изобилие се здрава храна во Едем, ништо не е било забрането, освен тоа едно дрво, кушана, паднала на апетитот. Видовме на сите тие три аспекти, похота на телото, на очите и гореста на животот. А Исус е кушан. Не знам дали треба да ги читаме стиховите, многу добро познати ни се. Исус е кушан повторно на сите тие три аспекти. Похота на телото, похота на очите и гореста на животот. И Исус ќе победи. Исус не дозволил да падне, зашто бил кушан баш на апетитот. Значи, апетитот е голема работа. Затоа ќе се задржиме подолго време на оваа тема, верувам во некој наредна сабота ќе продолжиме. За да биде спремен за својата служба, Исус морал да го совлада апетитот. Елен Вајд во една прилика вели и за тоа ке ме обесеа во Велес, под наводници. Истиот тој кој што сакаше многу старешина да биде, кога му цитирав цитат дека во духот на проштото, мислам дека токму во Совети за живот и исхрана стои цитат дека проповедник не може да ги учи верниците како што треба, ако јаде месо. Така стои. И овој, пошто беше многу добар, близок пријател и денеска со еден од проповедниците, не можно тоа, нема шанси, нема такво нешто. Викам ја, имаш книгата во полицата тука, ама како што гледам многу ретко ја отвараш, веројатно, па ево, отвори ја, ја ќе ти најдам кај е цитатот, па ќе прочиташ самиот, ќе се увериш. И не само тоа, има еден куп, значи таму цитати околу апетитот, ви кажав и самиот. И овде, пак истакнам, Исус, за да се спреми за службата, во подготовка за неговата служба, морал да го победи апетитот. Во секој аспект, кажавме, меѓу другото и исхраната, јадењето. Значи, да бидеме најасно, ние не се спасуваме преку она што го јадеме. Значи, нема, пак и се послужам со зборовите на Даг Бачелор, нема righteousness by garlic, вели тој.
или оправдување преку лук, или преку, не знам, Макдоналдс, преку било што. Не, оправдување преку вера. Така се спасуваме, преку вера. Одnosno по милост, да, преку вера. Но, многу јасно ни е потврдено и во Библијата и во Духот на пророштвото дека и како е потребна само контрола. Умереност, меѓу другото е спомната и во плодовите на Духот. Јас тука ќе застанам, верувам дека сваќаме, а ако не сме сватиле, можеме да отвориме некој од книгите, нели, вајте да читаме, да видиме колку е битен апетитот и борбата против апетитот. А живееме во време во кое што навистина е страшна таа борба, поготово кога во храната се ставаат адитиви и 300 чуда кои што го поттикнуваат апетитот кај човекот. Мислите дека тоа е случајно нешто? Ништо не е случајно. Постои една поговорка дека оној кој што ја контролира храната во светот го контролира и човештвото. И денеска се спомна, значи, да, вакцините е една работа, преку кој што може би се шират разноразни болести, не само аутизам како производ на тоа или било што. Меѓутоа и с храната исто така. Денеска да се чуди човек што да земе. Јас, во оваа прилика пак ми текнува кога на сестра Ангија исподелив, пошто знаеш често пати тамо да ме повика на ручек и секојаш имаше од оние готовите супи, како пред јадење и кој реков сестра Ангија, знаеш ли дека во супите има мононатриум глутаминат, а тоа делува многу лошо на мозокот. И таа, а затоа јас во последно време почнав да заборавам. И вика, ајде молам да ми најдеш супа без натриум глутаминат. Ја не знам колку време потрошив, не можев да најдам. Сите имаат. Тие чипсови, тие такви работи, грицки, ова, она. Може би има некоја супа во продавница за здрава храна, или некаде, да, може да најдете. Но... Да, домашно приготвена секако. Јас борав за овие готовите, кои што многу лесно се приготвуваат. Нека Господ ни помогне, наистина, во оваа борба против нашето јас. Тоа е борба против нашето јас. Нека му е слава нему. Амин.